Во рамките на завршните активности од меѓународната стопанско-културна манифестација Денови на Кочанскиот ориз, во селото Прибачево Кочанско на оризовите ниви се одржа демонстрацијата на рачна жетва на ориз, традиција која со години е присутна меѓу овдешните жители. На Гумно беше демонстрирана вршидба на оризова арпа со зевгар, а сред село се одржа голем народен собир на кој учествуваа гости од збртимените градови Сокочани, потоа фолклористи од Србија, Црнагора, Бугарија, Косово, Словенија и Турција. Меѓу присутните на манифестацијата беа и амбасадорот на Република Кина во Македонија Цуи Дживеи, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков и директорката на Агенцијата за поддршка во земјоделството Билјана Вуковиќ. Ме радува што оваа традиција ја одржуваме, односно од година во година ја продолжуваме и прошируваме. Со традиционалното денешно зажнејување во селото Прибачево допринесуваме да цела општина се вклучи и цела општина докаже дека живее од оризот, живее за оризот и понатаму ќе продолжи да живее од оризот. Посакувам да ваквите манифестации продолжат што е помасовно и што повеќе се вклучуваат и домашни и странски чинители. Сите проценти укажуваат дека некаде околу 25.000 тони оризова арпа ќе се собере оваа година. Се засејани некаде околу 4800 хектари, односно 230 хектари повеќе него минатата година, што укажува на тоа дека оризопроизводството ќе оди напред. И мислам дека ние како влада, како Министерство за земјоделие ќе направиме сите напори да ги вратиме оризовите полиња кои што биле во минатото негде 8000-9000 хектари. Мислам дека тоа постепено еве драго ме што ова година е зголемено и дека ќе продолжиме натаму. Уште подраго ме што имаме еден ваков одличен род, имајќи во предвид дека пролета беше многу непогодна, имаше поплави, сите канали беа заполнети, но благодарение на ажурноста на сите мерки, сите институции што ги преземавме во однос на речистување, некаде 95 км на канали беа чистени, успеавме навреме да се засади оризот и драго ме, кој што кажав уште еднаш, дека еве имаме одлични резултати. Меѓутоа, сепак можам да најавам дека од овој месец ќе почнеме со исплата на полјоделските култури, вклучително и оризот. Субвенциите изнесуваат 12.000 динари по хектар за употреба на сертифицирани семенски материјал или 8.000 динари по хектар за несертифициран семенски материјал. Тука исто така да нагласам дека за оризот има и дополнителни 3.000 динари како дополнителна мерка, што значи минимум што се добива по хектар за одгледување на ориз е 11.000 динари, а може да биде 15, доколку се потребува сертифициран семенски материјал. На свеченоста во село Прибачево градоначалникот Радко Димитровски го прогласи најдобриот земјоделец за оваа година, Владко Христов од Прибачево, на кого му беше врачена парична награда за набавка на механизација. Во културно-уметничката програма сред село учествуваа Евто Пупиновски и десетина фолклорни групи и ансамбли од Македонија и странство. Присутните на завршните активности од Деновите на Кочанскиот ориз ги посетија и штандовите со домашни јадења изработени од ориз, како изложбата на стари предмети во домакинството на Сдруженијето Благородна мисија од Кочани.